Боинг и Ербас се судрија на аеродромот Ной Бај во виетнамската престолнина Ханој во петокот попладне. Додека Боингот 787 се упатувал кон пистата, неговиот десен врв на крилото удрил во задниот дел од Ербас А321, кој исто така чекал да полетува. Боингот буквално ја скинал опашката на Ербасот, објави Билд, двата авиона се во сопственост на Vietnam Airlines. По судирот, двата авиона останале приземјени за технички преглед. За 380 патници биле обезбедени резервни авиони и за среќа никој не бил повреден. Американскиот претседател Доналд Трамп во интервју за телевизијата Fox News изјави дека САД пронашле купувач за TikTok. Според Трамп, се работи за група многу богати луѓе. Други детали за сделката американскиот претседател најави за околу 2 недели. За продажбата веројатно ќе биде потребно и одобрение од кинеската влада, додаде Трамп. Според проценките на американскиот претседател, продажбата веројатно ќе биде одобрена од кинескиот претседател Ши Џинпинг, еден ден пред Трамп да ја преземе функцијата во јануари годинава. Во САД стапи на сила закон со кој од кинеската матична компанија ByteDance се бара да го продаде TikTok, во спротивно, платформата ќе биде забранета. Причината за ова се стравувањата на американските власти дека Пекинг би можел да го користи TikTok за да влијае врз јавното мислење во САД. Додека светот се повеќе се стреми кон еднаквост и модернизација, јавноста продолжува да биде заинтересирана за животите на кралските семејства. Без разлика дали станува збор за британската или саудиската династија, нивниот свет привлекува внимание, не само поради својот луксус и моќ, туку и поради скриените трагедии што се случуваат зад затворени врати. Една од најтрогателните приказни денес е онаа на принцот Алвалид бин Халид бин Талал, од љубов наречен за спаниот принц, објави НДТВ. Пожар избувна во Измир од непозната причина и брзо се прошири. Пожарот предизвика евакуација на жителите, кои во паника бегаат пред огнената стихија. Пламените јазици стигнаа до стамбени области и беше пријавена материјална штета на куќите, додека граѓаните веќе се евакуираа. Општина Измир ги мобилизира сите своји сили, додека напорите за гаснење на големиот шумски пожар продолжуваат. Човек од Сан Диего, познат по корисничкото име Рамблин Гранди, посетил 193 земји и открил која од нив му е најубава. Таа го воодушевила толку многу што решил да се пресели. Со оглед на тоа што посетил голем број земји, на многумина би им било тешко да издвојат само една. Сепак, ова била лесна задача за него. Секогаш ме прашуваат која е мојата омилена земја, а одговорот е толку едноставен за мене бидејќи тоа е единствената земја за која спакував се, ја напуштив работата, оставив се зад себе и се преселив тука, рекол тој, пишува Мирор. Тој живее во градот Ресифе, кој се наоѓа во Бразил. Вели дека малку го потсетува на Мајами Бич.